дојдоа деца тука од Дамбен. Имаше деца мали од 2 години, по 3 години, по 4, многу мали деца имаше. Се прибра вечерта, топло и покрив, заспа. Воспитачките тука седеа со нив. Му дадовме кому млеко, имав крави, кому поголемките чај, лепче, късна и заспа. Ама нокта плачеа бара баби, кои мајки, во соно плачеа. Некои ноџината исчепкани од пато, од камчина, некои под мачка и со нешто путрите, што да прави. Така сосуна на утрото, воспитачките се гледа една сеја што да прави. Ме праша едната дали имате, тетко, доволно да му дајме уште по ен топол оброк да касне. А едно многу плачеше. Многу плачеше тоа по воспитачките, а на едната фрли се, а на другата. Тоа да ти биди многу ноџината и чепкани издола кога го слекоме, втрнчина во ноџината му најдоме. 2 години. Така мето седија 5 дена кај нас. Му даваа село. Како македонци се прибраа селото за поправо, многу цело стана на нозе да и дочека. На 3 дена дојдоа 2 тука, побараа имена, презимена на децата и попишва, а 2 нема. Презимина има, а имена не му знаја. И ми веле мене, тетко, ти ќе видиш кума на овие 2. На девојчето му го кладов Слободанка, а на машкото Слободан. Бидејќи мајките и таткоите се бореа за слобода, за Македонија. И така, малото детето се ме прегрна, ме бакна, ти ке видише, че моја кума. Така во разделбата, кога тргнеа да си одем, ето, многу тешко ни беше, ако беа толку деца и јас бев оперисана. Многу тешко плачевме кога се разделбавме од тука од децата. Orgonaága, Baratka virága, öltözetek újruhába, anyák napfölhajnalára, illatosan zúgja az erdő, sosakja a szell, és zöldvilág akarom, réte mindig nagyon boldog, édesanyja. Во тој ден на 1948 година, 25 март, во оваа къща не сместија на Јосиф Стефановски. Кога јас пристигнав во ова къща со брат ми, веќе другите деца беа заспани од измореност, дури ниту можеа да јадат ништо. Во ова соба беме сместени 16 деца, а во среде соба подот кој беше удил овие исти шчици, имаше само една рогозина. На рогозината ги ставивме главите наоколу, еден до друг, легнавме и спавме. За ручок получивме гравче со неколку зрна и од лебот ни беше од ченка, којто не ни беше доста, а пак исто още погладни го станавме од оној ручок што ручавме. Во овие казани овде кај што се предна што и гледаме, во тоа време јас бев готвач. И готвев за децата бегалци кои што идеа од Егејска Македонија. Во селото Љубојно овдека. И пречекаме. Колку деца идеа? Тој идеа без број деца. И некој ноќе стига, некој дења стига, на сите мораше за прв пат да добие топла храна во Љубојно. Овдека. И понатака децата си заминува понатака за Браилово или каде со камионите. И крева. Храната беше скромна. Колку што имавме, толку и му дававме. Гравче, компирчина, по 200 грама ченкарно лепче. И тоа беше, немаше шо појќе.
и сега се наоѓаме во сред село на Љубојно. Од овој плоштад тука натоварија со 4 товарни камиони. Во камионите имаше слама послано и неколку каси мармалада, мислам удурна. И заминавме право по патот сите 4 камиони за Битоля. Кога се скачивме на камионите, таму се сретавме прв пат удунра каси мармалада и ние со прљави, миени раци, тако во грст земавме мармалада и јадевме, до да стигнеме во Битоля, не фати пролив терање. Така, 16 дена веќе бевме на пат и започна тоа, значи, нашата Голгота, што така тргнавме без татковски и мајки во непознат пат. Марика, родена Калина, сега Маглешева, од село Прекопана. Можете, еве да го видите, тоа беше нашето село 32 година сликано. А ова е денеска так нашето село и мојата родна куќа, само куп камења. Имав некоја среќа да одам, да го видам и повеќе да се возбудам, повеќе тага да добијам во себе. Татко ми погина како грчки војник во 41 година и мене како првенче не ме виде. Но он се борил за слободата на грчката земја, а тие грци 48 година мене ме прогонија од мојата родна земја. Денеска живеам за среќа од другите македонци што се подалеку од оваа наша земја македонска, во Македонија, во Струмица. Нема многу што да кажам, бидејќи светот ја знае нашата мака. Само еден повик до грците, нека веќе го заборават тоа што минат. Нека не пуштат сите македонци да влеземе, барем да се ја видиме родната грудка. Јас бев некако некој да оди мајка ми, да оди сестра, брат, роднина, да се ја видат само својата земја. Еве, јас сум овде на првиот ред од сликава. Се препознав себе си затоа што ова слика ја имам добиено. Ја имам добиено кога бевме сликани и успев да ја пратам на мајка ми сликата со стрелка на самата глава овде, назначувајќи на сликата дека мамо, јас сум твојата ќерка Донка Пискачева, што ми е смешно сега кога ја читам. Помислив дека она нема да ме препознае. Меѓу толку деца, сите еднакво облечени во униформи. Ние